Во светот се случуваат контроверзни работи. Во инает на пандемијата и економијата која е на стаклени нозе, подемот на продажбата на луксузните производи расте во големи чекори. Таков е случајот и кај автомобилите, каде секојдневно се лансираат лимитирани модели или деривати кои чинат повеќе од продажно сервисен центар. Каде има најмногу супер автомобили? Што се случува во доменот на моторциклите? Дали се враќаат саемите на репертоарот, ќе одговориме во ова изданија. Секако дека ќе одвоиме место и за возилата наменети за народот, а дека и ние одржуваме чекор со светот, потврди Јагуар, чија нова едиција на F-Pace ја тестиравме. Добродојдовте во Автомагазин. Мекларен наскоро ќе започне со производство на верзија со шофер шајбна на неговиот Roadster Elva. Наменете за клиенти кои предпочитаат стаклена заштита од ветерот наместо активниот систем за управување со воздухот, како и за исполнување на локалните законски барања во некои држави на Соединетите Американски држави. Испораката започнува на крајот на годината. Мекларен Elva нема ниту покрив, ниту странични прозорци, ниту заден прозорец, што го доведува до тежина помала од 1300 килограми. Верзијата со ветробранско стакло тежи околу 20 килограми повеќе, но перформансите се непроменети. Централно поставениот 4-литарски V8 мотор од 815 конски сили ја забрзува Elva од 0 до 100 км на час за 2,8 секунди, а до 200 за 6,8 секунди. Мекларен ќе произведе вкупно 149 примероци според спецификациите на клиентите. Кој работи, тој и греши, но тоа понекогаш знае да испадне скапо. Влюбениците на Мустанг во Австралија нетрпеливо ја очекуваат неговата Mach 1 изведба, заради што вработените во тамошната филијала на Форд побрзаа да ги подготват материјалите за неговото лансирање. Но дури откако брошурите беа отпечатени, а веб страницата активирана, забележаа дека им се проткала грешка. Имено заради своите аеродинамични додатоци кои му даваат екстра сила на прилепување, оваа негова верзија нема радарски темпомат, задни паркинг сензори и светла за магла кои се стандардни кај обичните изведби. Но бидејќи тие останале наведени, Форд во знак на извинување на купувачите на Мустанг Mach 1 им понуди 3 годишен бесплатен сервис и еднодневна посета на некоја од тркачките патеки низ земјата. Сето тоа заедно со препечатувањето на брошурата ќе го чини Форд повеќе од $1,000,000 австралиски долари. Купе кросоверот Ајра како модел кој ја представува иднината на електричните возила на Nissan полека се сели од виртуелниот во реалниот свет. Имено, ако до пред некое време тој можеше да се сретне само низ интернет пространствата, јапонскиот производител сега започна со негова физичка презентација низ повеќе земји. Nissan Aira е поставена нова платформа која ќе ја замени онаа од Leaf и ќе биде на располагање во повеќе верзии. Основната има 200
215 конски сили и батерии доволни за автономија од 360 км, додека верзијата со погон на сите тркала може да се пофали со 279 коњи. Помоќната изведба има 242, односно 306 конски сили и автономија до 500 км, додека топ верзијата испорачува 394 коњи. Значајна карактеристика на Ајра е и полуавтономната ProPilot технологија, освен нешто помалата височина, според габаритите голем е колку X-Trail, од кој сепак располага со повеќе внатрешен простор. Цените ќе му стартуваат од околу 45.000 евра, а првите купувачи ќе ги добијат своите возила есенва. Nissan очекува годишно да продава по 30 до 40.000 примероци на Ајра. Да прифатиме дека луѓето се многу едноставни суштества. Без крзно, без канџи, без крилја, а сепак сме обстоиле благодарејќи на едно сознание. Светот нема да се адаптира на нас. Па зошто ние да не се адаптираме кон него? Новиот Peugeot 3008. Време е за промени. Едноставно до нов автомобил со Шпарка се лизинг. Метрополис, број 1 радиомрежа. Притиснати од строгите еколошки норми и американските марки итаат кон хибридизацијата. Заинтересиран за европскиот пазар, Jeep ја представи електрифицираната верзија на иконскиот теренец Wrangler, а Piaggio го модернизира скутерот со 3 тркала MP3. Воедно, по 2-годишна пауза, за вгодина најавено е враќањето на Женевскиот мотор шоу. Jeep започна со пазарното лансирање на легендарниот Wrangler во плагин хибридна изведба. Уникатноста на оваа теренска икона доаѓа од комбинацијата на дволитарскиот турбобензинец со 2 електромотора кои заедно испорачуваат 380 конски сили и дури 637 Нм вртежен момент. Погонот е на сите тркала преку 8-степен автоматски менувач и редуктор, додека блокирачките диференцијали се опционални. Батеријата од 400 волти и 17 киловат-часа е вградена под задното седиште, така што целиот простор во багажникот од 533 литри останува на располагање. За нејзино полнење се потребни помалку од 3 часа, а автономијата изнесува 50 на километри. Возачот има на располагање 3 режима на работа, хибриден, бензински и електричен, кој посебно е интересен за љубителите на природата, бидејќи обезбедува теренско возење без издувни гасови. Надворешниот изглед на хибридниот модел е безмалку идентичен како и на стандардниот Wrangler, а внатрешноста е богато опремена. Забрзувањето до 100 км на час трае 6,4 секунди, а може да помине низ вода длабока до 76 см. Покрај сите предности, плагин хибридот Wrangler има и една мана. Цените му стартуваат од високи 70.000 евра.
Piaggio MP3 веќе 15 години владее во класата што сам ја создаде. Големата практичност и чувството за безбедност што го нуди го направија омилено превозно средство меѓу помладите деловни луѓе на кои им пречи градскиот метеж. За да остане така, италијанскиот производител редовно го унапредува и додава нови изведби во гамата. Така сега таа е проширена со верзијата со 400 кубни сантиметри и 35 конски сили, која задоволство во возењето го дополнува со повисоки перформанси. На располагање во стандардна и спорт варијанта, која се одликува со малку полут изглед. Во понуда остануваат и досегашните две изведби со мотори од 300 и 500 кубни сантиметри и максимална моќност од 26, односно 44 конски сили. Се разбира, сите ги задоволуваат новите Euro 5 норми. Значајно е да се спомене дека најголемата верзија на Piaggio MP3 е прв скутер со 3 тркала на пазарот, кој е опремен со менувач со степен за возење наназад. Целата гама има нови LED светла, затемнет ветробран со заштита за рацете и подобрено седиште на просторот за возачот. Поврзувањето со мобилен телефон е подобрено со посебна апликација, а системите против блокирање и пролизгување на тркалата се стандардни. Палетата бои е збогатена, понудата опционални додатоци проширена, а цените малку покачени и во Италија стартуваат од 6.900 евра. Како што ситуацијата со корона пандемијата се смирува, така животот полека се враќа на вообичаениот колосек. Тоа беше доволно организаторите на салонот на автомобилите во Женева да ја известат дека оваа ценета манифестација се враќа идната година. Испратен е јавен повик до потенцијалните изложувачи да го пријават својот интерес за настанот да може да започне да се планира, а тој според најавите ќе биде со сосема нов формат. Точно каков не кажуваат, бидејќи сакаат за тоа прво да ги информираат изложувачите, па потоа јавноста. Засега само е најавено дека Женева 2022 ќе представува возбудлива еволуција на изложбата која битно ќе се разликува од минатите. Нове и терминот кој сега е поместен 2 недели порано, од 19 февруари. Како и досега, претходните 2 дена ќе бидат резервирани за новинарите. Манифестацијата севкупно ќе трае 2 дена пократко, до 27 февруари. Да подсетиме, салонот на автомобилите во Женева во 2020-та беше откажан непосредно пред неговиот почеток заради тоа што швајцарската влада ги забрани сите собири со повеќе од 1000 луѓе. Тоа им донесе огромни финансиски проблеми на организаторите, на кои кантонот Женева им понуди кредит да ги пребродат. Но тие го одбија сметајки ги условите како уценувачки. Сепак и да го прифатеа, немаше да може да ја организираат манифестацијата годинава, пошто се сметаше дека после 125 години овој настан ќе замине во историјата. За среќа нештата се променија и салонот на автомобилите во Женева, кој на локалната економија и носи приходи од 250 милиони франци, до година се враќа на голема врата. Искрено се надевам дека кралицата на автомобилските изложби ќе се врати во својот полн сјај. Таму Ламборгини секогаш настапуваше со некоја посебна изведба, а до тогаш раководството на германизираниот италијанец рече грубо не на понудата за продажба на компанијата. Што мислите, кои земји имаат најголема концентрација на супер автомобили? Првите кои паѓаат на памет се Дубај, Америка, Германија, Британија, можеби Италија. Одговорот на ова прашање го даде статистиката. Ламборгини не се продава и точка.
Ваква реакција стигна од Ауди, кој е формален сопственик на италијанскиот производител, како одговор на понудата што ја добија, а таа навистина беше широкограда, дури 7,5 милиарди евра. Неа им ја достави швајцарската инвеститорска група Quantum, која стои зад новоформираната компанија за електрични возила Пих Automotive. Низините оснивачи се Антон Пих, кој е син на поранешниот прв човек на Volkswagen Фердинанд Пих и хрватот Реа Старк Рајчич. Според инсайдерските информации, понуда како дел од писмото за намери во кое се прецизираат условите за купување на Ламборгини е испратена уште пред Штефан Винкелман да ја најави електрификацијата на марката. Во него Quantum групата има наведено дека ќе го задржи постоечкото управување и дека ги гарантира работните места 5 години. Дополнително е планирано вработување на 850 луѓе и оснивање на центар за иновации во Германија. Сето ова е дел од желбата Lamborghini да стане луксузна мултибренд платформа и предводник на иновациите на полето на технологиите и чистата енергија. И покрај грубиот одговор што го добија од Quantum групата изјавија дека понудата се уште важи и дека се подготвени за преговори со челниците на Volkswagen. Во целата криза во која навлезе автомобилската индустрија овие 2 години, еден сегмент воопшто не беше погоден. Се работи за суперавтомобилите, чија продажба цветаше како никогаш порано. Предизвикано тоа, тимот аналитичари од една австралиска осигурителна компанија се зафати да собере податоци за тоа во која земја колку суперавтомобили има на 1000 возачи. Нормално, на прво место е Монако со неверојатни 3051 суперавтомобил, што значи дека секој тамошен возач ги поседува по 3. Далеко од нив, но сепак високо котираат Данска со 162, Португалија со 163 и Нов Зеланд со 127. Повеќе од 100 суперавтомобили на 1000 возачи имаат уште само Холандија, Норвешка и Обединетите Арапски Емирати. Концентрацијата на суперавтомобили во Германија, Велика Британија и Соединетите Американски држави се движи помеѓу 58 и 68. Во Италија е 35, а во Јапонија 19 на 1000 возачи. На дното на листата со едноцифрен број се Индија, Турција, Мексико, Тајланд и Кина. Планетата Земја е извонредно игралиште за богатите. Нив им се нудат ултралуксузни возила кои се китат со разни епитети и опременост. Таквите возила Бентли ги има на претек, а неговиот земјак Ролс-Ройс го направи најскапиот автомобил во светот, чија цена го надминува буџетот на еден мал град. Да се имаат богати муштерии не е лесно. На нив секогаш мора да им се даваат аргументи зошто да го купат производот што се нуди. Затоа Бентли никогаш не се опушта и редовно ги надградува своите изведби. Таков е случајот со Бен Тајга, која го доби рафинатот со ознаката S. Кај племенитата марка од Кру, тоа повеќе се однесува на естетските решенија кои се во прв план. Иако се асоцира на спортски перформанси, сепак за сопствениците е поважно чувството кое го добиваат во кабината. Затоа, луксузот својствен за Бентли е приспособен на спортските карактеристики и интеракцијата помеѓу возилото и возачот, па на секаде може да се забележат емотивни детали кои ве потсетуваат на можностите на механиката.
Покрај кожниот ентериер вметнати се површини преслечени со алкантара. Сите шевови се направени со црвен конец, а играта на бои и материјали импресионира. Мускулозниот дизајн на надворешноста го потенцираат тркалата од 22 инчи, 4 издувни цевки, спойлерот на поклопецот на багажникот, како и во црно офарбаните надворешни елементи. Она што не е забележливо за немите посматрачи е механиката. Подпирањето е калибрирано за подобра динамика на возење, 4-литрениот битурбо V8 развива 550 конски сили, аргументирани со 770 Нм. Тоа е доволно спринтот до стотка да се помине за 4,5 секунди и да продолжи да забрзува до 290 км на час. На тоа е додаден умерен 48 волтен хибрид, кој по потреба може да го дуплира вртежниот момент со цел да се зголеми припојувањето на тлото и да се обезбедат извонредни карактеристики во свиоци. Досега 25.000 купувачи се одлучиле за Бен Тајга, а изведбата S е четврта во понудата. Стана мода луксузните производители на автомобили да подготвуваат специјални изведби со висока цена, но Rolls-Royce ги надмина сите. Неговата најнова креација, наречена Boat Tail, чини неверојатни 20 милиони фунти. Британците не споделија со што се ја оправдуваат енормната цена, навестувајќи ни дека треба да бидеме среќни што воопшто можеме да видиме како изгледа. Имено, ќе бидат направени 3 примероци, но купувачите на преостанатите 2 не сакале да дозволат тие да бидат прикажани на јавноста дури ни со фотографии. Нормално, ќе се разликуваат еден од друг според желбите на нивните собственици, а заедничка ќе им биде техничката основа од Phantom долга 5,8 метри. Покрај супер тенките LED светла, најзабележлив е уникатниот заден дел, чиј капак, обложен со благородно дрво, се отвора како крилја на пеперутка. Во него е сместен пикник сет кој се состои од 2 столчиња и чадор за сонце направени од карбон, 2 ладилника и луксузен комплет чаши и прибор за јадење. Перформансите воопшто не се битни, бидејќи Rolls-Royce Boat Tail е најскапиот автомобил на светот. Се враќаме во реалноста. Се оформирањето на Купра се најави нова страница во историјата на Сеат. Првиот потполно електричен модел, Борн, го носи името на боемскиот кварт на Барселона. Најавен за крајот на годинава, тој ќе го пренесе каталонскиот темперамент со помош на германска техника. Купра Борн е првото електрично возило на перформансната марка на Сеат, кое ќе биде понудено во 3 верзии различни по силата на моторите и капацитетот на батериите. Неговото комерцијално лансирање е закажано за крајот на годинава, кога ќе се објават сите поединости. Според снимките се гледа дека делува модерно и спортски, засилувајќи го имиџот што го негува шпанската марка. Тука дизајнерите од Martorell имаа потполно одврзани раце. Тој е технолошки близнак на Volkswagen ID3, со кого ја дели платформата, но е за 2 см поблиску до асфалтот. На меѓуоскино расстојание од 2,77 метри развиена е каросеријата долга 430 см со приближно простор како кај германскиот брат. Околу моторизацијата повеќе е јасно дека основната изведба ќе има мотор од 150, додека најсилната ќе доаѓа со 231 конска сила.
Батериите ќе овозможат автономија од 340 до 540 км во зависност од моделот. Она што ќе им се допадне на љубителите на динамичното возење е опционалниот e-Boost, резервиран за најсилната изведба, способна да забрза до 100 км на час за 6,6 секунди. Со големиот пакет батерии од 77 киловат-часови, спринтот трае подолго поради поголемата тежина. Батериите можат брзо да се полнат. Според производителот, ова значи дека во идеални случаи може да се постигне опсек од 100 км за 7 минути полнење. Во внатрешноста доминираат спортските школкасти седишта, чие јадро е направено од рециклирана пластика. 12-инчниот дисплеј на допир во средината на контролната табла е стандарден. Во однос на конективноста, Борн може да се поврзе преку ново лансираната апликација My Cupra, преку која може да се провери статусот на полнење на автомобилот преку телефон. Cupra Born од септември ќе се произведува во Цвикау заедно со ID3. По подолго време повторно во автомагазин на тест Jaguar. Овој пат рестайлингот на првото спортско корисно возило од Coventry, F-Pace. Па која е разликата? Ако добро загледате, ќе забележите дека маската на ладилникот сега е многу поголема, а хаубата е порамна. Се гледа и измена на визуелниот отисок на фаровите. Димензиите се останати исти. Направени се измени во име на освежувањето за да биде по-интересна не само за купувачите, но и по-конкурентна што се однесува на конкуренцијата. Многумина велат дека Jaguar треба да се почувствува на задната клупа. Премиум чувството е одлично и на задната клупа. Има многу простор, бидејќи седиштата се стокмени да ви ги подпираат нозете цело време. Задната клупа е делива 40-20-40. Убавиот наслон на раце може да се трансформира и до отварач на гепекот во кого може да се сместат и подолги предмети. За жал, седењето на средната позиција е непријатно поради оваа конзола, но во Jaguar не е предвидено, барем во F-Pace, да се возат петорица, иако е регистрирана за 5 патници. Но оние 20 што ќе бидат на задната клупа ќе уживаат не само во убавиот интериер, туку и во мекото возење. На задната клупа навистина чувството е онакво какво што треба да биде. А кога сме на задниот дел, да подсетиме дека рестайлингот е направен и на стоп светлата. Тие се сега со LED технологија и имаат поинтересен впечаток кога се гледаат навечер. Реков дека F-Pace е конструиран да уживаат во него возачот со уште 3 патници, а тоа го докажува и багажниот простор, кој има доволно простор за багажот, но и не одстапува од клишето на класата. Исто така, испод можете да сместите уште дополнителни 200 литри, бидејќи нема резервен пневматик. Но, ова се само ситници кои понекогаш живот значат. Многу поважно за собственикот на Jaguar е како ќе се чувствува зад воланот.
а со влегувањето во интериерот се гледа харизмата на ово возило. Пред се, употребени се скапи материјали кои се обработени на вистински стил, во британски стил, да не кажам во империјален, бидејќи обрнато е внимание и на најмалите детали. Се разбира дека електрониката ја води улогата околу возачот. Го имаме 12,7 инчниот монитор преку кого се командува новиот TV Pro систем кој е извонредно конективен со сите апликации кои ги имате на паметниот телефон. Исто така, инструмент таблата е дигитална и можете да го менувате нејзиниот приказ. Модусите за возење ги има 5, но Јагуар, иако е грабливка, направене своите пленови да ги фаќа на асфалтот, а не во природата. Затоа нема да го возиме на терен, туку само на асфалт. И тоа ќе видиме како функционираат и неговите модуси за возење. Во Dynamic модот на возење, Jaguar F-Pace се трансформира. И веднаш доаѓаме до првиот тест. Двојна кривина која ни кажува дека ова возило, иако е Jaguar, има високо тежиште, значи не сме посилни од гравитацијата. И тука треба да се внимава како со сите спортско корисни возила. Инаку, одговорот на целиот механички склоп е извонреден. Како што реков, Dynamic модот ви овозможува сосема поинаква интеракција со возилото. Пред се укрутува воланот, неговите движења се помали и одговорот на суспензијата е многу потврд. Тоа ви дозволува да се играте и со менувачот. 8-степениот CTF менувач има и модус на менување на палки зад воланот, што ви дава посебен комфорт во динамичното возење. Но сепак, Jaguar е опремен со 2-литрен турбодизел мотор кој има 210 коњи. Тој е засилен во однос на минатата генерација. Овој склоп е направен за вистинско уживање, бидејќи раскошниот интериер, удобните седишта, како и одличното озвучување ве прават да уживате во секој изминат километар. Модусот комфор е скроен за секојдневна употреба. Иако каросеријата е поставена на 20-инчни тркала, не се чувствуваат многу вибрациите. Она што доаѓа во преден план е тишината. Во кабината не продираат звуци од надвор, ниту пак се слуша агресивноста на моторот. Иако се наоѓам на планински и прилично оштетен пат, јас немам никакви проблеми со интеракцијата, ниту пак со реакциите на каросеријата. Освен она што го напоменав, при нагли маневри во остри свиоци се чувствува занесувањето на целата каросерија, а тоа е поради високото тежиште. Вистинскиот бенефит од рестайлингот на F-Pace е во подобрениот квалитет, чувството во кабината и конективните технологии. Но со засилувањето на моторот направена е уште една инженерска магија, а тоа е економичноста. Дури и кога возите динамично и го форсирате моторот и менувачот, не се зголемува многу потрошувачката. Неа можам да искритикувам само во градски услови на возење, кога се достигнуваат некаде околу 9,8 литри потрошувачка. Но на отворен пат
таа паѓа, а мојот просек на изминати 525 километри со Jaguar F-Pace е 7,4 литри на изминати 100 километри, што е за секоја пофалба, бидејќи немојте да заборавите дека со рестайлингот секој F-Pace има погон на сите 4 тркала, а исто така не е намалена тежината. Оваа тежина се чувствува при динамично возење, но кога сте на автопат, тогаш имате чувство дека се наоѓате на летечки килим. Направените подобрувања и зголемена опременост во внатрешноста го прават своето. Рестайлингот не се прави само за да се освежи автомобилот, туку и малку да се зголеми цената. 71.000 евра чини тестираниот модел. Што се однесува до изведбата, до прецизноста на изработката, како и употребените материјали, немам никаква замерка. Jaguar покажува дека го заслужува своето место во премиум сегментот и го оправдува своето присуство на трките уште од неговото основање во 1935 година. Тоа беше се што подготвивме за ова издание на Автомагазин. Срдечен поздрав и до гледање за 7 дена.